Мртва трка пред утрешните избори во САД. Анкетите покажуваат тесен резултат помеѓу Камала Харис и Доналд Трамп. И во овие вести со најновите информации го имаме нашиот специјален известувач од Вашингтон Игор Трајков. Игор, каква е атмосферата последните часови од кампањата? Добро вечер, Весна. Секако овдека остануваат уште неколку часови до крајот на денешниот ден, часови кои и двајцата кандидати ќе ги искористат да одржат уште неколку митинзи во така наречените свинг држави, односно во превод на македонски превод кој би можело да се кажат како непредвидливи. Камала Харис целиот ден го помина во Пенсилванија, таа одржа досега најмалку 4 митинзи, Доналд Трамп беше во Северна Каролина, вечерва ќе одржи уште 2 митинзи во Пенсилванија. Игор, ги споменавме така наречените свинг држави кои што кажа дека се непредвидливи. Зошто тие на секои претседателски избори се клучни за тоа кој ќе победи? Весна, на американските избори традиционално и двете партии имаат одреден број на гласови, односно одредени држави тежнеат кон одредена партија, односно гласаат речиси постојано за истата партија. Свинг државите, односно непредвидливите држави се важни затоа што тие заедно обезбедуваат 93 електорски гласови на овие избори. Тоа се 7 држави и сите заедно, како што реков, носат 93 гласови. Од нив најважна секако е Пенсилванија со нејзините 19 електорски гласови и таму, како што веќе неколку пати кажавме денеска, се води мртва трка помеѓу Тоа беше нашиот специјален известувач Игор Трајков, кој од Вашингтон ќе известува и за утрешниот изборен ден во сите информативни изданија на Телма и во дебатната емисија Топ тема.